Александра 888 го има првото прашање за денеска и вели што е најдобро за навечер да се храниме за да има резултати во слабењето. Александра, не постои нешто најдобро и драго ми е прво што го поставуваш ова прашање затоа што најголем дел од луѓето кога се можеби се бават со темата слабење или можеби во моментов им предизвикува проблем, најчесто размислуваат на тоа што да исфрлат и колку помалку да изедат. И прво нешто што се исфрла од исхраната е вечерата. И обично ќе слушнеш и сигурно слушаш муабети од типот не јадам после 6, не јадам после 8 и така натаму, што е многу погрешно затоа што слабењето и дебелењето се имате многу едноставна равенка, а тоа е колку калории внесуваш и колку трошиш. И доколку сакаш да намалуваш килограми, би требало да повнимаваш колку калории внесуваш, односно да отидеш во некој минимален калориски дефицит и на долг рок да слабееш, бидејќи телото го интересира на крај на денот колку енергија добило и колку хранливи вредности добило. Навечер ако зборуваме, не би ти кажал посебно најдобар оброк или 3 најдобри оброци. Она што јас го правам и што јас сум го правел кога сум го имал проблемот кој што ти го имаш, а тоа е вишок на килограми, навечер сум јадел и се уште јадам зеленчуци со протеини. Или во превод туна салата, може тоа да биде цезар, може да биде грчка, шопска салата, може да биде риба салата, сардина со зеленчуци, може да бидат јајца варени или пржени со зеленчуци, може да биде месо со зеленчуци, може да биде од ручекот ако има останато некакви зеленчуци со било каков извор на протеини. Така да тоа е мојата стратегија, која што јас сум ја правил, но многу е поважно што правиш и во остатокот на денот. Добро е да имаш појадок, добро е да имаш ручек како главни оброци, да имаш вечера и можеби 1 до 2 меѓу оброци. И тоа е континуитет и начин на живот, а не стратегија за слабење, затоа што не постои диета или исхрана што те слабее. И тоа е колку побрзо го разбереш, толку полесен ќе ти биде животот.